Оваа сабота се одиграа надпреварите од 16-тото коло воедно и последно за оваа есенска сезона од втората македонска фудбалска лига Исток, со можност за популаризација и следење надпревари од дома на ТВ екраните од втора лига Исток, беше овозможено преку преносите во живо кои што ги реализира нашата телевизија во соработка со Фудбалската федерација на Македонија, а денешниот пренос беше од Виничкиот градски стадион, надпревар помеѓу Слога од Виница со Штипска Брегалница, додека во Македонска Каменица гостуваше Кожув од Гевгелија. Во глобала, за разлика од се што се случуваше оваа полусезона, сакаме што побрзо да ја забравиме, не толку резултатски, кога ќе го завршиме на тоа трето место, кога беме минатата сезона. Имавме неколку проблеми, многу повредени играчи низ текот на сезоната, скоро ниту една од утакмиците да бидеме комплет на сите играчи. Со ова пандемијата неколку играчи во изолација, на крај и разболени од вирусот, и сега да ви кажам искрено, што побрзо се заврши и да не се повтори никогаш ова со оваа сезона, во смисла на здравствено, да ја забравиме што побрзо, и се надевам дека побрзо ќе заврши ова нешто со оваа пандемијата и сите ќе можеме повеќе да мислиме на другата работа на фудбалот отколку околу делот на од здравствен аспект. Па ние во почетокот на сезоната имавме зацртано да бидеме во првите 3-4 екипи во горниот дел на табелата, според квалитетот на екипата и тука ни е местото. Да, задоволни сме, пак ќе кажам, ниту една од утакмиците не беме во комплетен состав, без разлика на што се случуваше, го реализиравме зацртаното од предсезоната. Ние сме клуб со кој косторот и голем дел од играчите се од нашата подебија, Гевгелија и околината, со исклучок на 2 играча кои се од други градови. Тука сме, косторот е тука, ќе нема големи промени во играчкиот состав, можеби со некој уште млад играч од школата да го промовираме во првиот тим. Се зависи од тоа, зависи кој ќе си оде на која позиција, али косторот на екипата ќе нема големи промени околу играчкиот дел. Како домаќини и поддршка од домашните навивачи кои што беа во помал број и почитување на сите протоколи, но со страствено навивање, фудбалерите на Кожув и Каменица Саса отидоа на заслужена пауза по интензивното прво полувреме со резултат 1:1. Значи, очекувам победа, со тоа што со самите 3 бои ќе зацрснеме постоечкото место на табелата, значи тоа беше и наша цел пред почетокот на првенството. Со оглед дека почнавме малку покасно во однос на другите екипи, сега сме задоволни со сето тоа здравје. Зависи се од исходот на овој напред, нормално, така да здравје ќе видиме како ќе ни видат плановите за наредната полусезона. Почнавме малку покасно во однос на другите тимови, на некој начин искрено 100% не сум задоволен, но од друга страна мора да бидам задоволен заради самите пехови кои ги имавме. Имам исто така и неколку повредени играчи кои што ни достасува во текот на целото првенство. Во глобала мора да бидеме задоволени. Имаме некои размислувања, но сепак нека заврши овој напредок и потоа ќе направиме анализа на сработеното. Најверојатно ќе мораме да се засилиме со 2 до 3 фудбалери, но најбитно ќе биде да го задржиме постоечкиот кадар, затоа што во последните неколку натпревари екипата се во игра, едноставно играчите се издушија, така да мислам дека сме на прав пат. После завршувањето на денешниве надпревари од 16-то коло, фудбалерите на клубовите од Истокот се на пауза до почетокот на подготовките за пролетната сезона, која што се планира да започне при крајот на месец февруари.